Добро вечер. Го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а сега настаните кои го одбележаа денот. Градоначалникот Митко Јанчев заедно со председателот на Совет на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов и служби од локалната самоуправа беа на увид на градскиот базен Кавадарци, каде активностите се во завршна фаза. Со оваа комплетна реконструкција, градскиот базен Кавадарци ќе го добие својот нов лик и ќе функционира како забавен воден парк и за младите и за постарите. Денеска е на увид на градскиот базен, комплетна негова реконструкција и доградба, заедно со двете советнички од ВМРО ДПМН и коалицијата, кои што гравитираат од урбаната заедница, со председателот на Советот. Денеска го гледаме нашиот градски базен во неговата реконструкција во завршна фаза и неговата доградба. Морам да потенцирам да кажам дека после 40 години од изградбата на самиот базен се прави комплетна реконструкција, малата не изградба на нов базен. Се намали длабочината на 2,20 по стандарди, неговата ширина и должина остана со олимписки димензии. Се градат 3 топогани, кои ќе бидат атракција за најмладите и за повозрастните. Се гради комплетно нова филтер станица со филтрни пумпи, негово ново корито бетонско, со изолација и со плочки, каде што претходно имаше многу големи загуби на вода од неговата дотрајаност. Со ова ќе постигнеме многу поквалитетна сезона и ќе постигнеме да имаме квалитетен базен во наредните 20 години и можеме да кажеме и најмодерен базен од јавен карактер во нашата држава. Инвестицијата вкупна е околу 900.000 евра. Тамата инвестиција е од вториот заем од владата на Република Македонија, од маđарскиот кредит, предводена од господинот премиер Христијан Мицкоски. И морам да кажам дека содржините кои ќе ги имаме тука од нови собликувални до 2 шанка за работа, ќе имаме едно кабере кај што има и лесна храна, ќе имаме детско игралиште, детско топоганче, имаме мал базен со мало топоганче за најмалите, ќе имаме голем базен со 3 топогани и комплетно содржина. Целокупната содржина на самиот градски базен, од страна на електрика па до негово бетонирање, подземно инфраструктурно и надземно решение е комплетно ново и ќе имаме еден модерен пот околу самиот градски базен кој ќе биде епоксиден пот и ќе биде прв модерен базен во Македонија од таков карактер. Лесен за одржување, бактериолошки одржлив и мислам дека тука нашите најмлади и возрастните ќе си го поминуваат летните нови, полдневните часови, викендите во една дружба, забава, каде ќе можат по скромна цена при јавното предпријатие Јасмин да пристигнуваат и да уживаат во нашите благодети и инфраструктура кои што ги има. Воедно, како градски базен ќе почне да функционира веројатно на средината или околу 20 јули треба да биде отварањето. Со самото отварање на градскиот базен, пливачката школа која што имаме ќе биде бесплатна, а во меѓувреме очекуваме и затворениот базен да биде направен, со што през 12 месеци пливачка школа ќе имаме, а нормално и за рекреативците кои што сакаат да уживат. Работното време на градскиот базен ќе биде од 10 наутро па до 23 часот навечер, комплетно опремен и инфраструктурно е подготвен да има и ноќно капање, да има надпревари и да овде доаѓаат и луѓе надвор од општина Кавадарци и се рекреираат. Горд сум на ваквите проекти, поготово со советниците, со председателот на Совет, со владата, која што сепак 900.000 евра како инвестиција се од многу значителна сума, а е од јавен карактер каде што сите жители на општина Кавадарци на 38.000 ќе може да го користат во летниот период, а како општина и како јавно предпријатие Јасмин очекуваме да направиме содржини каде што и после сезоната, како игротеки затворени, отворени игротеки, некакви барови, да оваа локација прекрасна биде во функција подолг период и да има поголема рентабилност. Денеска сме на увид во силните градежни работи кои случуваат на отворениот градски базен. Тука за волја на вистината се работи деноноќно. Односно, итаме за што поскоро во текот на јули месец го отвориме овој базен кој е од вториот повик на влада на Република Македонија преку унгарскиот заем. Ако се сеќавате на самото вовет во работа, тука гостини беше нашиот премиер
господинот Христијан Мицковски, и денеска со градоначалникот и со колешките советници сме на увид токму на овие градежни активности, каде што детското катче, односно намалување на димензиите на отворениот базен за деца и за возрастните, воведуваме една нова димензија на пливањето во нашиот град Кавадарци, затоа што овој отворен базен кој ќе биде под стопанисување јавното претпријатие Јасмин ќе овозможи поголема функционалност пред се и подобра искористеност од нашите кавадарчани, затоа што базенот кој го реконструираме беше граден во едно друго време за едни други потреби, беше базен кој беше прилично голем губиток на вода, така да тие недоследности кои беа увидени овозможи општина Кавадарци да изготви проекти и врз основа на тој проект со вредност од околу 900.000 евра да се направи една функционална средина која, верувате почитувани, ќе биде искористена во наредните 2 до 3 декади. Воедно сакам да упатам еден јавен повик до нашите кавадарчани дека во текот на денешниот ден излезе и еден јавен повик од јавното претпријатие Јасмин за издавање под закуп токму на ово место кое што се наоѓаме, тоа се на двата шанка, така да ги охрабрувам нашите кавадарчани да аплицираат за да овозможат ова забавна летна атмосфера да ја доловиме преку базенот во уште подобро светло. Како што кажа и градоначалникот, сигурно нам многу се внимаваше во однос на филтрирање, во однос на подлогата на самиот базен. Тоа знаете со епоксид, че има големо влијание на механичко прочистување и пумпни снага за хлор и за воведување на поголема чистина, пеха и алгицидност на самата вода, така да во однос на хигиената и во однос на чистотата на самата вода, верувате дека ќе бидат задоволни сите здравствени аспекти за користење на нашите кавадарчани. Се надевам дека општина Кавадарци и јавното претпријатие Јасмин ова лето заедно ќе направиме вовед во една нова димензија на отворениот градски базен и во текот на јули месец ќе бидеме сведоци на ново свечено пуштање на овој базен. Со градоначалникот Митко Јанчев тековно вршевме увид во текот на оваа година за тоа докаде се нашите градежни активности и се надевам дека ова сезона летна 2026 година ќе го направиме во полн сјај. Воедно се надевам дека времето и летните горештини кои доаѓаат со текот на летото ќе бидат силен предизвик за нашите кавадарчани да имат достојно место за разладување и да квалитетно го искористиме ова не така мала инвестиција на општина Кавадарци и верувајте, тоа што се гордееме и тоа што го имаме треба да го користиме и зошто да не се гордееме со нашето, затоа што колку ние си го сакаме нашето, толку и сите околу нас ќе не почитуваат. Во тој правец и во тој дух се надевам дека кавадарчани ќе го користат овој отворен базен, заедно со затворениот базен кој го посетивме со градоначалникот во изминатиот период, ќе овозможат нова димензија на пливањето и на пливачките спортови во општина Кавадарци во наредниот период. Денеска сме на увид во работењето на градскиот базен, а бидејќи јас гравитирам во овој дел, можам да кажам дека и дење и ноќе се работи за што поскоро завршување на активностите, за да може да се пушти во функција градскиот базен, да можат нашите граѓани да ги користат благодетите за време на летниот период, додека се жештините. Исто така се надевам дека максимално ќе биде искористен, односно ќе можат и младите и старите да доаѓаат тука, да уживаат за време на летниот период, а исто така може да ги носиме и нашите ученици, да ги користат времето, да го користат да учат пливање и други активности заедно со наставниците по физичко образование, не само тука, и во затворениот базен во периодот кога се во наставните активности. Се надевам дека граѓаните ќе доаѓаат, како што беше некогаш во периодот кога јас бев средношколец и имаше најразлични активности и во текот на денот и во вечерните часови го користеа базенот за разладување. У Тринава беше спроведено првото авионско третирање против комарци за 2026 година на територија на општина Кавадарци. Третирањето се реализираше во периодот од 5 до 7 часот, а беа опфатени течението на реката Луда Мара од село Марена, целото градско подрачје, село Ваташа и просторот до браната Моклиште.
Општина Кавадарци продолжува со спроведување на редовните мерки за заштита на јавното здравје и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, велат од локалната самоуправа. Заврши поплочувањето во село Дреново, со што се уреди јавна површина од вкупно 600 метри квадратни. Со реализацијата на овој проект значително се подобрува инфраструктурното уредување и се создаваат подобри услови за жителите. Секторот за внатрешни работи Велес проведува теренски активности за заштита од пожари на отворен простор. СВР Велес започна теренски активности за заштита од пожари на отворен простор. За таа цел патролни тимови секојдневно се на терен на различни локации на подрачјето на СВР. Целта на засилените контроли е да се зајакне комуникацијата и соработката со населението и да се влијае на свеста кај граѓаните за совесно и одговорно однесување во насока на намалување на опасностите и ризиците од појава на шумски и пожари на отворен простор. Од особена важност е граѓаните внимателно да ги извршуваат земјоделските пожари од палење на меги, стрништа со сува трева и смет на ниви, како и навремено пријавување на било какви појави на несовесно однесување од страна на граѓани со цел брза реакција на сите надлежни институции. Истовремено, од СВР Велес ги потсетуваат граѓаните дека предизвикувањето пожари представува кривично дело кое се санкционира со соодветни поднесоци и за кое се предвидени и затворски казни. СВР Велес упатува апел до граѓаните да бидат особено внимателни во текот на летниот период, кога поради зголемените температури расте и опасноста од предизвикување на пожари од невнимание. Синоќа во атарот на село Сопот избувна пожар. Гореше висока сува трева и нискостеблеста вегетација. На терен интервенираа 2 тима на територијалната противпожарна единица Кавадарци со 2 противпожарни возила. Благодарение на брзата интервенција, пожарот беше локализиран, а потоа и целосно изгаснат. Со акцијата беше спречено негово понатамошно ширење и зафат на поголема површина. Секој полнолетен граѓанин ќе може лично да се изјасни дали по смртта сака да биде дарител на органи, преку изјава кај својот матичен лекар. Со ова решение, собранието со 58 гласа за и 6 против ги усвои измените на Законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, со што се менува пристапот кон органодарителството и трансплантацијата во земјава. Сред лето не работат хируршките сали. Власта го става во ризик здравјето на граѓаните, обвинуваат од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. За 2 години Мицкоски и ВМРО го доведоа здравството до колапс. Сред лето, на пеколни температури, хируршките сали овде во клиничкиот центар не работат. Системот е во дефект. Се откажуваат однапред закажаните операции и оние за кои е проценето дека не се итни. Откажани се операции на клиниката за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Ова е уште еден доказ за целосната негрижа и неспособноста на оваа влада и на Министерството за здравство да обезбедат елементарни услови за функционирање на здравствениот систем. Кога во хируршките сали нема услови за работа, не се одложуваат само операции. Се одложуваат нечии надежи за оздравување, се продолжува нечија неизвестност, се доведува во прашање безбедноста на пациентите. Кој гарантира дека одложувањата се безопасни? Кој ќе сноси одговорност ако се случат компликации поради чекање за операција? На една влада, секој пациент треба да ја биде важен. Здравјето и нечиј живот не смеат да се третираат селективно. Но на владата на ВМРО поважно е да има пари за партиски тендери отколку за функционален и одржлив здравствен систем. Во буџетот нема пари. На средина од годината дефицитот е целосно истрошен, а државата ја задолжија со нови 2,5 милиарди евра. Ништо од тие пари не е за мерки за граѓаните, за плати и пензии, ниту пак за инвестиции во здравството. Пациентите не смеат да бидат жртва на неспособноста, негрижата и лошото менаџирање на оваа криминална власт. Бараме итно санирање на дефектот и оспособување на хируршките сали за сите пациенти.
Бројката на загинати во сообраќајки во првите 5 месеци годинава е намалена за 40%, за разлика од истиот период минатата година, велат од владејачката ВМРО ДПМН. Владата предводена од ВМРО ДПМН останува посветена на безбедноста на граѓаните и на спроведување политики кои даваат резултати. ВМРО ДПМН и надлежните ќе продолжат со проширување на системот Безбеден град, чија главна цел е намалување на бројот на тешки сообраќајни незгоди и преполовување на смртните случаи и сериозни повреди на патиштата до 2030 година. Дека системот функционира, тоа го потврдуваат и самите бројки. Во текот на првите 5 месеци од неговата примена, бројот на загинати во сообраќајни незгоди е намален за 40%, од 55 загинати во истиот период лани на 33 годинава. Системот беше воведен прво во Скопје, Куманово, Тетово и на коридорите 8 и 10, а потоа имплементиран и во Велес. Минатата недела камери беа поставени на автопатот кај Новосело во општина Дебрца, а истовремено започна и постепено воведување на системот во Охрид. Безбедноста на граѓаните и понатаму останува приоритет, а Безбеден град е само еден од конкретните чекори за постигнување на целта. Истиот ќе биде ставен во функција во секој еден град низ Македонија. Мицкоски прави Знам 2.0. Луѓе без имиња, организатор без име, иднина без лице. Обвинувања од младите социјалдемократи. Утре во 12 часот и 5 минути овде ќе се одржи настан за кој не се знае кој го организира, не се знае кои се учесниците и не се знае која е вистинската цел. Единствено што се знае е темата – политичкиот плурализам и состојбата на опозицијското делување. Во превод, тоа значи создавање на повеќе опозицијски блокови по моделот на Вучич од Србија, разбивање на гласовите и збунување на граѓаните. Еве ја поканата. Не се гледа кој организатор, кои се говорници, но ние знаеме кој организатор. Се вика Христијан Мицкоски, шеф на организирана криминална група ВМРО. Затоа се одвива за затворени врати, под четем House Rule. Ова не е отворена дебата за еднината на Македонија. Ова е класичен начин на кој Христијан Мицкоски создава своји сателити, Знам 2.0. Кога Мицкоски сака да направи нов политички проект за разбивање на опозицијските гласови, тој не го прави тоа јавно. Тој собира луѓе без имиња во сала без име, со организатор без име и по странски правила за тајност, разговара за еднината на државата. Четем House Rule за луѓе без имиња, за организатор без име, за политика на еднината без лице. Играчи кои треба да ја обликуваат судбината на Македонија според туги интереси. Интереси на Христијан Мицкоски и агенди на други држави, како Русија и Кина. Изолирана држава, слеп од црево на Балканот и Европа. Во исто време, кога Европската Унија постојано предупредува за мешање на странски служби во политиката на Мицкоски, тој продолжува да спроведува туги агенди. Мицкоски секојдневно ги исполнува тугите барања, но никогаш македонските и европските. Затоа и се крие зад затворени врати, исто како што ги крие криминалните тендери. Затоа и нема имиња. Затоа и се користи странско правило за тајност. Ова е Знам 2.0. Знам еднаш ја предаде својата партија, а потоа и своите гласачи, ставајќи ги нивните гласови на располагање на Христијан Мицкоски и организираната криминална група ВМРО. Граѓаните не се наивни. Денес граѓаните јасно гледаат кој стои за овој проект. Се гледа и од авион Христијан Мицкоски и неговата банда. Од оној авион во кој него болат колената. Единствена вистинска опозиција ќе биде обединета околу фронтот за вистина и правда. Вратите на фронтот се отворени за сите што сакаат демократско општество, без лаги и корупција. Општество што знае дека Европа нема алтернатива. Се друго е проект на организирана криминална група, предводена од нејзиниот шеф Христијан Мицкоски. Фронтот има име и презиме – Македонија и Европа. Тоа е лицето на еднината. Тоа се вика патриотизам. СДС и Левица во коалиција за блокада на изборниот законик. Ниските рейтинзи на двете партии го вклучи алармот. Социјалдемократскиот сојуз и Левица во коалиција го блокираат изборниот законик. Ниските рейтинзи на двете партии го вклучија алармот. Социјалдемократскиот сојуз и Левица здружено ќе го блокираат изборниот законик, оној кој со месеци го договараа. Истиот закон во кој ВМРО ДПМН прифати се што тие предложија.
Единствено нешто што побаравме е по електронски пат нашата диаспора да може да гласа уште на следните председателски избори. Прво го прифатија ова наше барање, а денес истите го блокираат. Јавноста мора да знае дека овој закон е дел од реформската агенда и тој се носи со сугестии и забелешки од страна на ОПСЕ и ОДИХР. Упатуваме јасна порака до Социјалдемократскиот сојуз и до Левица да предложат амандмани со кои бараат корекција на начинот на заокружување и на поднесување на приговори и да ги повлечат другите амандмани и заедно консензуално да го донесеме овој изборен законник. Нашата диаспора има право да учествува по електронски пат на следните председателски избори во време кога вештачката интелигенција има клучна улога. Венко Филипче и Димитар Апасиев со блокада на овој закон сакаат директно да и нанесат штета на Македонија во делот на исполнување на реформите од реформската агенда, но и во повлекувањето на средства од планот за раст. Почитувани граѓани, на Социјалдемократскиот сојуз и на Левица им пречи тоа што ВМРО ДПМН работи честно, одговорно и транспарентно. Им пречи што сме први во регионот во исполнување на реформи од реформската агенда и во повлекување на финансиски средства од планот за раст. Ние ќе продолжиме по тој пат, бидејќи тој пат е вистинскиот за Република Македонија. Вечер исполнета со позитивна енергија, насмевки и вистинска летна магија, со полн плоштад на смеани лица и одлична атмосфера синоќа започна Кавадаречко културно лето 2026. За најмладите имаше аниматори и забава, а за сите посетители една убава, позитивна и незаборавна вечер. А сега временската прогноза. Под влијание на серија влажни воздушни бранови, до петок времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, наместа со повремени врнежи од дожд и грмежи, особено во попладневните часови и во текот на ноќта. Локално, процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, над 15 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветер над 60 км на час и појава на град. Температурите ќе бидат во опаѓање. Во деновите од викендот ќе се задржи посвежо време и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Утре температурата ќе се движи до 36 степени. Почитувани гледачи, овде е крајот на централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.